работници на институциите, ценети панелисти, гости и пријатели, ми представува особена чест да ве поздравам и да ви посетам добре дојде на панел дискусијата органодарителство во Македонија. Младински центар Битола со особено задоволство го поддржува овој настан, препознавајќи неговата важност за подигнување на свеста, информирање на јавноста и потикнување на хуманоста и солидарноста во нашето општество. Органодарителството е тема која значи живот, надеж и нова шанса. Преку отворен диалог, споделување на стручни знаења и лични искуства, денес имаме можност подобро да ја разбереме неговата важност и да придонесеме кон создавање поинформирано и по-хумано општество. Денес ми е доделена значајна цел да ги представам нашите панелисти. Професор доктор Билјана Кузмановска, анестезиолог и национален координатор за трансплантација. Доктор Александра Гавриловска-Презанов, научен соработник, анестезиолог, заменик координатор на трансплантација. Професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург, државна кардиохирургија во Скопје. Доктор Јасмина Јовановска, специјалист кардиолог во Свети Стефан Охрид. Професор доктор Сашо Добчев, хирург, уролог, шеф на тимот на трансплантација на бубрези при Универзитетската клиника на урологија Скопје. Професор доктор Жан Митрев, кардиохирург при Жан Митрев клиник Скопје. Професор доктор Бети Тодоровска, болнички координатор на трансплантација на црн дроб од клиника за гастроентеропатологија Скопје. Доктор Емилија Николова Трпчевска, научен соработник од клиника за гастроентеропатологија Скопје. Ивана Ѓоргиевска, дипломиран и лиценциран психолог, гешталт советник, вработена во здравствен дом доктор Хаим Абраванел Битола. Протодјакон Драган Ѓоргиевски, представник од Македонска православна црква. Амит Расимовски, муфтија на исламската верска заедница Битола, кој вечера малце ќе ги задочни. Дон Томаш Бак, жупник, представник од Католичка црква Битола. Маја Корјанова, домот на дел од Црниот дроб. Панде Пасирковски, трансплантиран пациент со веќе 8 години, кој ќе ни се приклучи онлайн. И Менде Секуловски, магистар по кривично право Битола. По ова прилика ми представува чест да ја најавам модераторката на денешната дискусија Ирена Радевска-Најверска. Благодарам за доаѓањето, почитувани панелисти, драги гости. Пред се сакам да ви се заблагодарам за присуството и за поддршката што веднаш ја прифативте поканата по втор пат, исто како и Охрид, што дојдовте на драго срце за поддршка на пациентите. Со тоа што и особено сакам да се заблагодарам на деканот на Универзитетот Угло, господинот Благој Ристевски, кој што ни го остави бесплатно просторот за оваа трибина. Ова е втора поред ваква трибина, овој пат ја проширивме листата на панелистите, се обративме и до приватните клиники за срце, до клиниката Жан Митрев и Систина. Благодарно за клиниката Жан Митрев за тоа што не удостоија со присуство, а од Систина не имаме положени одговор. Се надевам дека на следната трибина, што ќе биде во друг град, ќе имаме представники од таа институција. Денеска сме овде за да ја отвориме оваа панел дискусија, затоа што лично сметам дека е една од најбитните, ако не и најбитна, затоа што се повеќе млади и млади луѓе чекаат на таа листа за трансплантација, листа на живот. Не знаат дали ќе го дочекаат кој повеќе. А сето тоа зависи токму од хуманоста на нашето население, а и подигнување на свеста за органодарителство. Токму затоа, вечерва трибинава ќе започнам со професорката Билјана Кузмановска, која што е национален координатор, и професор ќе следно би било за вас. За да зборуваме за трансплантација од починат донор, мора да зборуваме за вистина и доверба. Трибината ќе започнам со професорката Билјана, прашањето е следно. Професорке, која е процедурата за утврдување на мозочна смрт? Кои тестови гарантираат дека нема простор за грешка и зошто јавноста треба да има целосна доверба во овој систем? Благодарам, господин Радева. Честитам на иницијативата трибина од овој карактер. Ќе продолжиме понатаму. Благодарам на сите панелисти кои што се вклучени во трибината. Јас ќе говорам со институционален јазик за да ви кажам зошто треба да има доверба на нашето население во
трансплантација. Пред да одговорам директно на вашето прашање, морам да кажам дека трансплантацијата медицински, легално и етички е еден од најстрого регулирани процеси во медицината. Покрај тоа што е една од најкомплексните медицински процедури, таа е строго правно и медицински регулирана. Второ на што би сакала да се надоврзам на вашиот повед е дека градејќи го системот на трансплантација и градејќи доверба кај населението, многу е важна интеринституционалната соработка. Па еве, во тој контекст, токму денеска од клиниката Жан Митрев, од приватното здравство, имавме пријава на пациент со мозочна смрт. Веднаш реагиравме, нашите координатори отидоа, комплетно обработен донор, за жал не добивме согласност и затоа се овие трибини. Недобивање согласност е најчесто причина поради неинформираност и неедуцираност. Затоа наша обврска, наша задача е да го информираме населението, да стекнеме доверба во системот на трансплантација и како се доаѓа до диагноза на мозочна смрт, кој може да биде починат донор и како ние потоа делуваме во рамките на законот. Сега да одговорам директно на вашето прашање, што гарантира дека пациентот има мозочна смрт. Од починат донор може да се трансплантираат органи од пациент со мозочна смрт или од пациент со циркулаторна смрт. За жал, со циркулаторна смрт за сега работат само Соединетите Американски држави, сосема малку Шпанија во Европа и многу малку други земји. Она што е златен стандард во кадаверична трансплантација е трансплантација од пациент со мозочна смрт. Ние во Македонија работиме трансплантација од пациент со мозочна смрт. За да се докаже мозочна смрт, тоа е регулирано со законот за трансплантација и со подзаконските акти за трансплантација. Се прават два клинички теста последователни, кои што треба да се направат според медицински критериуми, кои што ние како доктори ги знаеме, значи неколку часа после исклучување на седацијата, се прават тестови на кранијалните така наречени нерви, односно нервите кои што излегуваат од базата на черепот и кога тие нерви не покажуваат активност, тоа ни укажува дека тој пациент веројатно е во клиничка, е во мозочна смрт. Меѓутоа, 3 часа после првите тестови кај возрастни или 9 часа кај деца се повторуваат овие тестови на кранијалните нерви и се додава апнеа тестот, значи тест дека кој што се прави со исклучување на пациентот од респираторот, чекање да се покачи парцијалниот притисок на јаглероден двуоксид, што конклузивно ни кажува дека тој пациент нема сопствен обид за дишење. И трет тест кој што е покрај кранијални нерви и апнеа тест, тоа е атропинскиот тест, кој што придавање на еден лек, кој што се нарекува атропин, не предизвикува заврзување на работата на срцето. Ако резултатите од клиничките тестови се конклузивни и укажуваат на мозочна смрт, одиме на конфирматорен тест, односно тест со кој се потврдува клиничкиот тест, а тоа според нашиот закон е еден од следниве тестови. Или ЕГ, или транскранијален доплер, или ангиографија на крвните садови во мозокот. Кога конфирматорниот тест ќе покаже дека не постои циркулација од базата на черепот нагоре, значи во мозокот, тоа е сигурен доказ дека тој пациент е во мозочна смрт. Моментот на докажување на мозочна смрт се регистрира и во очите на законот како момент на смрт на пациентот. Независно што тие пациенти се поврзани за машина за вештачко дишење, добиваат лекови кои што одржуваат работата на срцето, но тоа е се временски ограничено и зависно од фармаколошки и од апаратура, од медицинска апаратура. Моментот на докажување на прекинна циркулација во мозокот е моментот кога овој пациент легално е мртов. Во овој момент настапуваат болничките координатори да разговараат со семејството на починатиот. Се разбира, тоа се луѓе кои што доктори, тоа се единствено исклучиво доктори, кои што
имаат поминато посебни тренинзи за ваков вид на разговори и кои што им укажуваат на семејството дека нивниот сакан е починат, даваат простор за еден емотивен дешарж на тоа семејство, кој што во тој момент е навистина тежок, губат свој, даваат простор да сватат што се случува, им објаснуваат, им ги покажуваат наодите, ако треба го покажуваат за пациентот, дозволуваат на семејството да приде до пациентот и потоа настапуваме со нашата законска обврска, значи ќе потенцирам нашата законска обврска како координатори е кога ќе дијагностицираме мозочна смрт да пристапиме кон барање на согласност. Со законот во Македонија не е на принцип на донорска картичка, што е во Соединетите Американски држави, туку е адаптиран на повеќе европски закони. Значи, нашиот закон вели дека ние имаме предпоставена согласност. Што значи предпоставена согласност? Тоа значи дека сите сме донори, ако во очи на законот, освен ако во тек на животот не сме потпишале изјава на нотар заверена дека стриктно одбиваме да бидеме донори. Меѓутоа, и покрај тоа што ние имаме предпоставена согласност, законот ни налага да побараме согласност од семејството. Кој подпишува? Подпишува сопруга, околку има, околку не родители, ако се работи за малолетно дете, брат, сестра, ако нема публиска фамилија, и полнолетни деца, едно или две од полнолетните деца кои што ги има пациентот. Значи, како што гледате, ова беше многу симплифицирано, поедноставено објаснување на процесот на обработка на донор и добивање на согласност. Не постои простор за грешка заради тоа што овој процес е само регулиран. За секој чекор кој што го превземаат координаторите се информира Министерството. Се тоа се внесува во мој термин, кој што има посебен модул трансплантација, за кој што имаме паспорти само ние кои што сме болнички координатори и сето тоа се чува електронски, во електронска верзија, според нашиот закон до 30 години секоја трансплантација и секој обработен донор треба да се чува до 30 години во електронска и во хартиена форма. Во тој смисол мислам дека ви поедностави, ви приближи кој се може да биде орган донор. Значи, сепак тоа е еден мал број на потенцијални донори, мал број, поготово не сите што ќе починат од мозочна смрт се па медицински адекватни да бидат донори. Може би имаат малигно заболување, автоматски се исклучуваат. Може би имаат заболување на поединечни органи. Ние, ако добиеме согласност на проценка на поединечни органи и кои би можеле органи да се трансплантираат. Така да, сложен процес кој што не дозволува простор за импровизација и кој што е контролиран од Министерството и од Националниот координатор на трансплантација. Благодарам за следниот одговор. Следно прашање за доктор Александра, заменик Национален координатор за трансплантација. Кои се најчести стравови и заблуди кај граѓаните со кои за резултат, зошто се случува да имаме толку одбивање на недавање согласност за донирање? Што конкретно би порачали на семејствата кои во најтешкиот момент треба да донесат одлука за согласност за донирање органи и како таа одлука може да спаси животи? Добро вечер и од мене. И започнала со одговор на вашето прашање, тоа е страво. Верувам дека во човечката природа е да се плашиме од непознатото. И затоа за поздравување се вакви отворени јавни дискусии, едукација на населението, затоа што колку повеќе е познат процесот и колку повеќе се познати сите начини на кои што може ова да се изврши, толку е помала недоумицата кај населението и верувам дека ќе биде поголем бројот и на согласностите за донирање. Но што е многу важно во целиот процес и она што го потенцираше професорката е дека овие процеси едноставно нема никаков простор за импровизација. И овој процес може да започне само тогаш кога еден живот е завршен во законска, во медицинска, во клиничка и во биолошка смисла, опишана со
сите закони. Според сите параметри, тој пациент има мозочна смрт, тој пациент е мртв и неговиот живот е неповратен. Меѓутоа, од друга страна, оно што би сакала јас, мили, да го посочам и да го советуваме дека многу често никој од нас не ни помислува, не ни постакува, не се ни надева дека никогаш ќе ни се случи нешто страшно на некој негов близок и дека би се нашол во таква ситуација. Меѓутоа, за жал се случуваат многу непредвидени ситуации, колку и да ние не сакаме, и можеме некогаш во животот да се најдеме во ситуација кога ќе треба да донесеме одлуката дали органите од нашиот близок кој што е со мозочна смрт да ги донираме. Ама многу ретко се запрашуваме и помислуваме дека било кој од нас може да се најде и на другата страна. Онаму на листите и да чека орган. И верувајте дека како што и во овој случај медицината и технологијата колку и да се напреднати, не можеле да помогнат и тој живот го губиме. Има од друга страна луѓе на кои што па единствениот спас има трансплантацијата. И во тој момент на најголемиот губиток да се најде трошка, надеж, утеха, солидарност и да се направи најголемиот чин на човеколюбие, да се донираат тие органи. Во некој случај може да значи и утеха за фамилиите кои што донираат, затоа што сепак дел од нивното близко ќе продолжи понатака да живее. Ќе спаси нечи брат, сестра, мајка, татко, нечија дете. И што е многу интересно во сите овие процеси е дека навистина ретко ние помислуваме дека било кој од нас би можел да се најде на таа страна. А во тој момент ние носиме една одлука, меѓутоа таа една одлука понатаму ќе може да спаси минимум 8 човечки животи. И што тоа значи? Дека тој орган ќе продолжи некаде да диша, да чука, да живее, ќе му помогне на пациентот во моментот, од друга страна ќе помогне на фамилијата или семејството кои што до тогаш се грижале за тој човек и нели биле на некој начин зависен од нив. Самата фамилија и семејството ќе ја променат заедницата, а заедницата ќе има мок да го смени општеството. Епа промена на ово општество е морална и етичка одговорност на секој еден од нас кој што во моментов си Моето следно прашање е во насока на емотивниот и психолошкиот аспект на процесот, што е важен дел од трансплантацијата, особено кога семејството треба да донесе тешка одлука. Затоа, прашањето е насочено на Ивана Ѓорѓиевска, дипломиран психолог и гешталт советник, какви се најголемите предизвици што нели од психолошкиот аспект со кои се соочуваат семејствата на починатите, некој стручен совет за тој малку како да им се помогне на семејствата да се справат со емоционалната тежина, да донесат информирана и етичка одговорна одлука. Како да се прилагоди пристапот кон семејствата, нешто од стручен аспект, ако може да ни објасните. Сепак е шок и за нив. Како да го сватиме сето тоа? Најпрво сакам да се заблагодарам за поканата да присуствувам на овој настан и се надевам дека и понатаму ќе продолжиме да разговараме за оваа тема со една цел да ја подигнеме свесноста во општеството, а со тоа и да помогнеме онаму каде што е потребно. Да одговорам на прашањето. Првично најголемиот предизвик со кој што се соочуваат семејствата на починатиот при донесување на одлуката за трансплантација е баш онај емотивниот момент и дел, каде што тоа е една фаза каде што семејството се уште не е свесно за таа загуба и не ја има прифатено таа загуба. Баш и ние психолозите во тој дел кога работиме со клиенти што се соочуваат со загуба, има неколку фази што се поминуваат како фаза на тагување, фаза на лутина, фаза на гнев, фаза на негирање, па тек она да се дојде до таа фаза каде што ќе дојде до целосна свесност за прифаќање на загубата, што е доста тежок пат и секој го врви различно тој пат и зависи од индивидуата колку е спремен да го прифати, да ја прифати таа загуба, зависи од поддршката, зависи од незините способности, колку сака да вложува во себе, да работи на себе во поглед на загубата. Она што е битно за семејствата е да ги знаат на најблискиот верувањата и желбите кои се,
бидејќи кога ќе обично нели сите во семејствата ние меѓу себе доволно се познаваме, кога ќе дојде некој кога ќе дојде тој момент за етички и емотивно да им се олесни таа одлука и тие да се ослободат од тој емоционален товар е да се запрашаат како би постапил починатиот, што би сакал тие да направат, доколку го нема тој одговор. И нели она што е битно за семејството е да почувствуваат дека ја имаме таа емпатија, дека сочувствуваме со нив, дека ја разбираме нивната тежина и загуба, бидејќи нели тука постои исто така и стравот, она што постои кај нив стравот од неочекувано, да добијат, затоа е битно точни нели информации, насоки што секако тоа го прават стручниот тим, за што би било понатаму како би се одвила таа трансплантација, за да можат и тие да си олеснат, да донесат една етички одговорна одлука и да знаат дека со тоа прават еден хуман чин кој што понатаму тој чин значи живот за некого. И после целиот овој процес и понатаму се препорачува психолошка поддршка за целото семејство. Во овој контекст најде да го отвориме прашањето за правниот аспект кога е во прашање донираните органи по смрт. Денес со господинот Менде Секуловски, магистар по кривично право од Битола, кој е стручен аспект и објасни членот од Законот за трансплантација. Господин Менде, со оглед на тоа дека многу луѓе не се доволно информирани и не им е доволно јасно како се станува донор, за тоа се рече лично јасно, тоа што постојано пишуваат на социјалните мрежи, каде да се напишам, како да се донор, што потребува да. Значи, неинформираноста чини живот на нашата држава во овој момент. Менде, извинете. Како се станува донор според Законот за трансплантација и како, ако нашиот живот заврши со мозочна смрт, ние ќе сме сигурни дека нашето семејство навистина во наше име ќе рече да. Тоа е целото моје прашање. Ви благодарам на прашањето. Често сум дел од ваква панел дискусија, кога дискутираме за една сензитивна тема. Согласно членот 28 од Законот за трансплантација, меѓутоа професорката Билјанова ќе ми го одговори прашањето. Не треба, мислам, ние да преземеме никакви правни акти. Зошто? Зашто овој закон се темели на принципот на претпоставена согласност. Што значи тоа? Претпоставена согласност, да. Што значи тоа? Доколку во животот изрично не се спротиставиме дека не сакаме да бидеме донори, сите граѓани сме потенцијални донори. За разлика од некои држави кои го користат моделот на opt-in, ова е opt-out модел, нашиот, меѓутоа има и opt-in модел, каде што, конкретно ќе земам во Германија, каде што таму има донорски картички, при што треба изрично, мислам, да изјавиш дека сакаш да бидеш донор. Меѓутоа, овој opt-out модел сметам дека е и добар за нашето законодавство. Зошто? Зашто сепак, откако, мислам, по мозочната смрт, сепак имаме некоја претпоставена согласност, но сепак клучен фактор клучна улога игра семејството. Што значи тоа? Семејството, значи брачниот другар, двајцата живи родители или мнозинството полнолетни живи деца, доколку во рокот 6 часа по констатирана смрт не се спротистават, донорството може да се изврши. Доколку се спротистават, не може донорство да се изврши. Сега, вие рековте дека доколку сакате да бидете сигурни, законски не е регулирано. Значи не е регулирано, меѓутоа, согласно член 11 од Уставот, каде што вика физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени, сепак јас сметам моје мислење дека доколку дадам изјава на нотар за време на живот, имаме судирна генерација. Пример, јас го поддржувам ова и сакам да сум донор, меѓутоа моите родители не сакаат или брачниот другар се противи на тоа. Сепак би дал изјава и доколку има некаков правен спор, јас сметам дека сепак ќе се одлучи позитивно во однос на донорот, мислам, и сепак без согласност на семејството, доколку се донираат органите, бидејќи имаме еден правен доказ
изјавата сепак произведува нека правна сила и обврска. Не е законски регулирана, меѓутоа сепак уставно право, бидејќи секој одлучува за своето тело. Сега доколку сепак јас како личност одлучувам за моето тело за време на животот, но можам и да одлучам и по смртта. Мислам, што сакам да се прави со тоа тело. Барав и некои судски практики, меѓутоа до сега немаме такви практики во однос на такви спорови, но сепак согласно и Конвенцијата за човекови права во член 8 исто тоа потврдува дека приватниот живот е најбитен и дека секогаш приматот на волјата на индивидуата е пред се најголем. Тоа е. Ви благодарам. Многу во случаите, нели? На медицински аспекти, професорката ви од страна на правните аспекти, меѓутоа од нашето лично искуство што јас би сакала да кажем е дека без оглед на тоа што сме ние опшенални секој донор во текот на својот живот не се изјаснил дека тоа нема да биде, ние треба да добиеме согласност од фамилиите. Знаете ли во колку нели од лично искуство можам да говорам, сме се нашле во ситуации кога фамилијата и луѓето кои што стојат пред нас можеби не сакаат, меѓутоа доколку ја знаат одлуката на оној што го губат, постапуваат така во задните минути, во задните часи. Значи, сите ние не икеме и нити се надеваме дека ќе не се случи нешто лошо, меѓутоа во случај да тоа се случи, многу е убаво ако имаме дома разговарано со своите блиски и имаме кажано да јас сакам да бидам дома. Ке мене сите знаат да јас сакам да бидам дома. Па верувам дека доколку би се нашле во таква ситуација и за нив ќе биде тоа на некој начин олеснување, кога знаат што оној живот што го губат, би сакал да се стига доста. Нешто за да дополните ли? Благодарам према да го задговори. Сега се осврнувам на стручниот дел, каде што своје излагање ќе имаат и експертите од областа на пациентите со тешкоти и со срце, црн дроб и диабет, истражено имаме од сите транши. И почнува од професорот Сашко Јовев. Професоре, кои се испитувања се потребни за еден пациент да се постапи на националната листа за трансплантација? Дали само се прави HLR или има и некои други анализи кои треба да бидат направени? Многу битно прашање. Да, јас би се благодарил на поканата и да поздравам ова изморена иницијатива, која што веќе малку и вроди со плод, за што зборував пред малку. Што се однесува до прашањето, ќе го кажам следно. Најнапред треба да се спознае срцевата функција, да се види дали трансплантацијата е единствениот тераписки модалитет. Има многу други тераписки модалитети за срцеа слабост пред трансплантацијата. Да се спознае дали е тоа така, не е тешко, се прави со испитувањата со кои што секојдневно се користиме во смисол на ехокардиографија, ЕКГ, во смисол на ергометриски испитувања и во смисол на срцева катетеризација. Срцевата катетеризација е инвазивно испитување кое што ќе каже каква е состојбата со срцевите комори и притисоците на големите крвни садови околу срцето во прв ред притисокот на ниво на белите дробови. Затоа што ако денес велиме дека имаме малку контраиндикации, тоест фактори кои што ќе кажат не за трансплантацијата, еден од најважните е токму зголемениот притисок на ниво на белите дробови или белодробна хипертензија. Значи, најнапред јас познаваме функцијата на самото срце и велиме да, за ова срце нема друг избор. Life expectancy толку помалку од една година и немаме друг тераписки модалитет. Потоа, треба да се спозна функцијата на останатите органи. Сите органи живеат од срцето, ако е перфузијата претходно, колку се тие оштетени, дали се реверзибилно или иреверзибилно оштетени. Од периферните во наводници органи ги бев споменал белите дробови, ќе ги додадат бубрезите и црвиот дроб се разбира. Тоа може да се направи со лабораторски испитувања, со екокардиографија, компјутеризирана томографија и така. Последното е процента на психосоцијалниот статус на пациентот, што е исторно важно. Дали тој пациент е доволно свесен за тоа што го чека, како треба да живее понатаму, дека треба да прима лекови понатаму и така натаму, неговиот, меѓутоа и средината во која што живее и можноста за помош од средината во која што живее. Сега, Пракса.
пракса тоа е така како што ви велам и, например, ние имаме во моментов 27 испитани пациенти кои што чекаат на листата и се ставени на листата за трансплантација на срце и 6 кои што се во фаза на испитување, тоа се 33 куп. Но, ќе ви кажам, јас пред малку кажав и пред медиумите, со целата слабост е епидемија денес. 1 до 2% од севкупното население во светот, особено во западниот свет, има срцева слабост. Од 5% само се за трансплантација. Пазите, она 5%, сите останат 95% може да се третираат со други модалитети. Она 5%, ако ви кажам дека е 500.000 во Македонија, ќе се изненадиме сите и ќе го оставиме на страна. Не само кај нас. Секаде е тоа така. 5% во САД, 5% во Западна Европа. Можете да замислите. Кога би се воделе според тоа како останатите земји и колку се движат во овој правец, колку број трансплантации на срце прават, колку е потребата најреална, би рекле дека за нас дека на милион во целиот западен свет, колку се спаѓаме и ние, на милион отприлика оптималниот број 10 трансплантации. Така има отприлика Хрватска 7-8 на милион, која што е најдобра не само во регионот, туку и скоро на светско ниво, апропо бројот на донори на 1 милион население, разбираме. Со други зборови, далеку сме, токму затоа ги правиме овие работи и треба да бидеме оптимисти дека тоа ќе го оствариме. Сега, многу малку има јасни контраиндикации, апсолутни контраиндикации, фактори кои што ќе кажат не сме да трансплантираме. Ова е таа белодната хипертензија која што би била ирреверзибилна, зошто ќе трансплантираме срце, ќе го оштети зголемениот притисок во белите дробови самото срце. Понатаму, онколошки пациенти кои што не се добро третирани, немаат перспектива, ново настаната онколошка болест или евентуално, нели, што се однесува до психичкиот статус или болести, зависност од алкохол, од дрога и така натаму. Тоа се тие апсолутно, има многу релативни кои што се помалку во светот се обрнува внимание затоа што се на некој начин и третираат. Разбирате, многу од них се третираат, значи изборот може да биде проширен. Да. И само уште нешто тука ќе додадам, може би не во скоп на прашањето, туку ќе се надоврзам, апропо ширењето на евентуално број на донори. Постои brain dead донор, што се вели донор со мозочна смрт и донор со циркулаторна смрт, циркулаторни донор. Професорката Кузмановска малку ќе ја поправам дека веќе во Англија и Италија многу отидоа напред апропо за срце зборува циркулатори, dead донор да и се користат така наречените девајси за екс виво перфузија на срцето. Значи тоа срце од циркул, да, срцето се вади брзо, се става во девајс кој што го одржува повеќе часови, му администрира она што треба да работи и по пат на вакуум работи, има контракции, нели, се додека не се трансплантира. Тука многу се шири, нели, не многу, се шири бројот на евентуални донори и веројатно во некоја си измина треба да мислиме, нели, и на тоа. Уште едно прашање. Ќе го поставам и на професор Жан. Исто го само прво вас ке прашам. Колку е важно соодветството и екипираноста на целиот здравствен капацитет што го имаме во Македонија за започнување на програмот на трансплантација на срце кај пациенти кои што носат механичка циркулаторна потпора, меѓу нив и мојот 33 годишен сопруг кој што 7 години живее на бактерии и струја, чекајќи го полукот за живот. Прашањето во таа насока би било утре да има нова, например, дали би могло да било екипирани заеднички? Прашањето е во 20. Видете, прашањето е сосема на место. Јас сметам дека тука треба да има максимална соработка. Таа максимална соработка се беше покажала и на почеток на првите две трансплантации апсолутно. Тој тренд треба да продолжи, па особено со овие механички срца. Зошто? Затоа што двете установи имаат доволен број веќе на механички срца и доволен број на кандидати, имплантирани механички срца и доволен број на кандидати кои што се за трансплантација, кои што и некои од нив се веќе на во високо ризичката група и се на највисоко место на приоритетот. А ќе споменам дека во 2018 година во САД е направен нов allocation систем кој што се и во Европа ќе се прифати, каде што тие навистина се на меѓу првите, особено со компликации веќе почетни, нели?
Поради оние што се им хоспитал дали на она машина за екстракорпорална циркулација во смисол екно, не машина, тука е девајс кој што ги одржува извесен период, или со вакви асист девајси in hospital, тие се први, па потоа овие со веќе почетни компликации, па потоа си го останат. Ако компликациите се решат, може да падне долу, и тоа би рекол дека тие веќе се далеку високо на листата, нели, за на приоритет. Сега кога двете установи ги имаат истите и кога стварно се има потенцијал од обе страни, се разбира дека една симбиоза ќе даде апсолутен, се надевам успех, исто како што се почна и на самиот. За целото здравство. Благодарам. Едно прашање за професор Жан Митрев. Со оглед на напредокот во кардиохирургијата и развојот на механичката потпора, колку пациенти со механички срцеви потпори, како што се елвото и бива, чекаат на листата, а се оперирани во ваквите институции? Едно. Да, прво ја поздравувам целата иницијатива и мене ми е криво првиот пат што не дојдов, затоа што беше малку некоја недоразбирање на станото, не е битно. Секако дека ова е собир кај што вака треба да се разговара, отворено и од една страна стручно, како што професор Сашо убаво образложи, меѓутоа и обично, така што, да кажам, луѓе кои се лаици во медицина да прашат прашања кои на нив и се интересни. Ние почнавме со тој програм меѓу првите за тешко болни луѓе. Имавме лична комуникација у тоа време, кога она ми викаше вака: ми гарантирате дека он ќе преживее? Така ли беше? И јас викав ќе направам се што може за да преживее. И навистина беше така. И навистина беше така, меѓутоа тоа беше една операција која и јас прв пат ја правев. Да. И она ме праша колку си направил, ја викам ни една таква, меѓутоа ни една у овој дел на Европа нема. Така да тоа е една, да кажам, до сега успешна приказна, затоа што меѓу другото тој е човек кој од друга страна медицински херој, бидејќи е уште жив после 7 години, бидејќи во светски рамки се до 4,5 години преживуваат. Меѓутоа, ако преживее уште 3 години, тогаш е веќе на рамниште дека и трансплантација и механичко срце се веќе изначуваат на очекуваното преживување. Ние како тим, ако се однесува за нашата институција, сме спремни да во секој момент, бидејќи сме така екипирани да можеме да направиме било каква интервенција и трансплантација веднаш. Значи, за тоа немаме технички проблеми. Друго е административниот проблем, бидејќи сме категоризирани во така наречена приватна институција и тука како приватна институција така регулативата, не знам законски дали баш е така, ја не сум прочитал дека има таква поделба, меѓутоа тоа постои. Чим така постои, ако е и во разговор, тогаш е веќе и некој проблем. Затоа и бев и такако ја поддржав целата иницијатива на државно да се почне со таа трансплантација. Сашо знае добро колку беве тамо активни, меѓутоа тоа некако застана. Јас би само уште нешто потенцирал тука. Трансплантацијата е комплексна ситуација и затоа седат многу луѓе од различни аспекти тука. Не од медицинска гледна точка е дефинирано и како што слушнавме за диагностика сега во ова време на медицина и развој ни е потребно 5 минути. И сме 100% сигурни дека пациентот е клинички, тоест мозочно мртов. Тоа
нема никаква дискусија. 100%. Значи, нема тука простор за било каква какво зборување. Меѓутоа, ние сме сега во ново време, каде што секој од нас тука може да пише што сака на било која социјална мрежа. И сега, што се случува? Ние се ќе направиме тука и ќе видиме сите сложни и фамилиите ќе бидат сложни и сите ќе видиме сложни дека еден човек кој е мозочно мртав ќе спаси 7, 8 и повеќе луѓе. Се тоа е супер. И ќе се појави еден, поготово ако е од медицина, некој доктор или што и да е, и со некој новинар и ќе каже, тамо му трансплантира срце, не требало да му трансплантира. Или му го зема срцето за да направат профит. И не знам што. И се што ние сме правеле со години, ќе пропадне. Така да, сензитивноста на трансплантацијата е во тоа, затоа што имаме фейк нюз сега колку сакате, имаме луѓе кои сакат преку фейк нюз да се профилират и да бидат многу важни во едно општество, кои се базирани на лажи и на превари, на лажни вредности и кои всушност можат со 5 збора да направат отров во општеството за било кое благородно и желба и организација да се помогне на тие луѓе кои се секојдневно борат за да го преживеат денот. Така да, сензитивноста на оваа тема е како и за други теми. Меѓутоа, лежи многу на границата од 1, 2, 3 кои можат да пласират фейк нюз. И тука е најтешкиот проблем. Ја мислам, вака организирани, ако сме, денеска имавме ние потенцијален договор. И фамилијата не се сложи. Меѓутоа, зошто не се сложи? Неинформираност, јас би рекла. Едно е неинформираност, друго е што во воздухот лепдат овие работи. Ќе му трансплантират срце? Колку пари, шо пари, овој земал, оној не земал. Значи, тоа е суштината на главниот проблем, што се проблемува веќе и на многу други места кои тотално немат врска со реалноста, нели? Така да, ова е тоа што е многу важно, кое треба да се покрај другите сите работи и аспекти и такако работи на тоа. Затоа сме и овде тука, затоа е поттикната оваа трибина, за да се стави крај на тие митови на тие шпекулации од некомпетентни луѓе. Затоа имаме представници од верските заедници, затоа имаме правник, имаме психолог, компетентни професори, експерти во област. Ние лаички, да, можеме да го кажеме нашиот проблем и нашето животно искуство, меѓутоа ние не сме доктори, не сме компетентни за кажување за ситуација. Се надевам дека во овој состав и со оваа енергија што ја мислам дека се треба, барем лично се надевам. Во овој контекст сакам само да кажам збор 2, да не е само нафрлање за повеќето. Пред да го најавам, да го вклучам нашиот панелист од Шведска, моментално не е оден, тој е наш македонец кој што живее таму и е трансплантиран срце. Претходно е делел судбината со мојот сопруг. Тука морам да напоменам и да се надоврзам во одговорот на професорот Жан. Во 2016-та, како сите нормални млади луѓе, 22 годишни бевме тогаш со мојот сопруг, завршивме факултет во Скопје и од нигде никаде почнаа неговите проблеми, проследени со болки во желудникот. Тотално мислевме дека не е ништо и дека ќе помине туку така, како обичен вирус. Не се подобруваше состојбата, се упативме во 8 септември. Таму еден млад доктор, не знам кој беше, му направи ЕКГ, што искрено беше и зачуден, кога ги виде резултатите од ЕКГ. Рече, дете, ти имаш 22 години, ова не е нормално за твоја возраст.
Оди се во Охрид, таму имате добар кардиолошки центар, ќе те средат, вистина именно таму. Прв пат, тоа беше шок и за нас, излезе дека има тотално проширено лево срце, не знаевме причина, никакви болести претходни, ништо вродено со сите испитувања. Беше со медикаментозна терапија до 2019 година, се до моментот кога почна нашата голгота, најпрво на државната кардиологија, па на државната кардиохирургија, за потоа со низа бирократски и лавирински проблеми, кои што само јас знам како ги поминав, но не би сакала да ги дискутирам во овој контекст. На крај се случи првата биват операција, наместо во странство, се случи во Македонија, во установата Жан Митрев клиник со помош на експерти од НАД. Бескрено благодарна на господинот Жан, на господинот Јовев, на представниците од кардиолошкиот центар, затоа што да не беа првенствено тие, јас немаше да стојам овде и да зборувам на оваа тема. И тоа сум сигурна. Ама барем се надеваме дека ќе го поминеме и мостот од другата страна на целата приказна. Живееме 7 години со батерии со струја, млада личност, 33 години, самиот ми вели, в затвор да лежев, досега ќе одлежев казната. Буквално. Чекањето не убива и не знаеме како ќе биде следниот ден. Меѓутоа, тоа е што е, главата е на раменици, пред се, затоа што во 2019 воопшто ниту имаше трансплантација на срце во оваа држава и се надеваме дека нештата ќе се променат не само за срце, значи тука зборуваме за бубрези, за црн дроб, не е само лична борба, не е само за мене. И само се надевам дека ќе успееме да го поминеме мостот од другата страна и ова чекање од 7 години да не биде попусто, да не поминеме нели со трансплантација на срце. Сега давам збор на панелистот Панде, тој наш македонец, кој што го поминал буквално истиот пат кон нас со низа компликации и сака да сподели едно свое лично видување, сега е трансплантиран. Добар ден. Дали се слушаш? Да. Добар ден, Панде Пасариковски, господин Панде, овој контекст прашањето за вас е следното. Накратко да споделите за животот пред и по трансплантација, во каква состојба бевте, како живеевте со Елмадо, а како се чувствувате по добиеното срце од починат донор и која порака би испратиле до луѓето кои треба да донесат одлука да ја дадат согласноста за донирање органи? Како прво сакам да ги поздравам сите присутни на оваа панел дискусија, исто и модераторот госпоја Мирена Најдеска. Во 2017 година мораше хитно да бидам оперисан да добијам купа. После тоа 2 месеци лежев на интензивно со многу големи проблеми. Прво добив сипса, после запаление на плуќа. После добив бугрезите ми откажа. Имам диализа скоро секоја вечер. После известно време почна да работат бугрезите следи тоа. Али тоа траеше кратко, после се појавија обилни крварења. Носот, устата и од 12 палачното црево. Ме ставија на листата за трансплантација. Тоа се одложи скоро 10,5 месеци поради обилните крварења, така да морам да примам крв цело време и како што примам крв, така ме вадеат листата. Најпосле со консултација лекарите од Шведска со од Франција и Австрија, пошто тоа биле ретки случаи. Ги прекинаа таблетите што ги земат за разредување на крвта и почнаа споктик стар. Тоа беше во август месец и 23 септември координаторот ми звона дека пронајдува срце за мене. Организацијата околу тоа да болниците во Шведска или здравството соработува со такси служби
така да 24 сати имаат такси, што директно пациентот ќе го однесе на болница, или ако не е возможно такси, тогаш иди хеликоптер или друго превозно средство. Операцијата траеше долго. Кога ме пробудија, се осеќав толку убаво, што не самиот не може да си објаснам, мисля дека ќе полетам. Адреналин, сите работи. После тоа, припремите околу после трансплантација трае долго време. Одев на биопси 14 пати. После се јави друг проблем, поради таблетите, шекерот, добив диабетис 2. Али успеа после 8 месеци со многу тренинг, пешачење, да стабилизирам и шекерските работи. Така да, сега живеам нормално, работа, се радувам на животот, со моите внуци одиме фудбал да играме. Среќен сум што може почесто да идам во Македонија, да се дружам со моите другари и пријатели. Да се вратам пак на пупата. Поради сите тие големи проблеми што имам, докторите ме ставија на листата приоритет. Значи, ако дојде срце во твојата група, А негатив, дека прв ќе видам што ќе го добијам тоа. А семејствата, би моја порака што ќе пуштам. Дајте му шанса на сите тие млади луѓе во Македонија што се борат за живот. Дајте му шанса да почнат, да се вклучат во животот како нормални луѓе. А тие што си имаат децата да растат покрај родители и да се развиваат покрај таа родители. Затоа, размислете. Немојте брзи одлуки да донесувате. Дајте му шанса. Нема ништо по-хумано ако на некој му подари живот. Ќе ви биде благодарен и цел живот. Благодарам. Сега се префераме на делот за трансплантација на бубрези и од тука прашање за професор Довчев. Професоре, вие во областа на трансплантацијата на бубрек во Македонија сте лидери, затоа што најмногу има трансплантации на бубрек. Дали можете да ни кажете колкав е бројот на пациенти кои добиле бубрек исклучиво од починат дома? Досега колкав е процентот на трансплантирани бубрези кои доаѓаат од починат дома? Како се менува таа бројка низ годините и ако се сеќавате и ако смеете да споделите, која беше најмладата возраст, односно најмладиот пациент кој досега добил бубрек од кадавар? Добро вечер и од мене. Благодарам поканата. Јас како и на првата трибина со драга волја учествувам и на ова и на идните, ако ги организирате. Рековме ќе направите караван, не дека со автобус ќе дојдеме, да не идеме со коли. Така да малце да се нашалиме, затоа што можам да споделам со вас навистина една успешна приказна, која датира од 1977 година, кога е направена првата трансплантација во Македонија, во тогашна Југославија. Секако дека тој период е пионирски и дека помал број на трансплантации се правеле по една календарска година, а јас ќе ви кажам, јас сум само 35 години вклучен во целиот процес на трансплантација од 1990 година. Прво како втор асистент, па како прв асистент и од 2012 година навака како шеф на тимот и главен оператор. Вистина ми е драго да споделувам со вас бројки. До сега имаме направено 525 трансплантации. Тоа е за Македонија, ќе се сложите многу огромна бројка. Посебно е значаен овој период од 2012 година навака. Направивме енормно зголемување на бројот на трансплантации по години
по една календарска година, многу повеќе него за претходните 35 години заедно, што е до очекување, така би требало да и иднина да биде. И од новата екипа, која ќе дојде после мене. Доминира living donor трансплантацијата. Ќе ви кажам за living donor трансплантацијата дека е преодговорно. Внимавајте што ќе ви кажам. Земате орган од здрав човек. Тој не е пациент. Одговорноста ви е јасна каква е. За да го трансплантирате на негов најблизок роднина, дали се тоа од најблиската фамилија, значи мора да биде living donor трансплантацијата од најблиската фамилија, или крвно поврзани, или фамилијарно поврзани, емотивно. Тоа е најголемиот број, повеќе од, не знам, 2/3 сигурно и повеќе. Бројот на кадаверични трансплантација, ќе ви кажам дека до 90-та година имаме направено, мислам, колегите во тој период, значи ово со академик Попов, направени 22 кадаверични трансплантации. До 90-та година. И јас сум сведок на едни од тие на неколку од нив, како учесник, најмалку. Во тоа време функционираше една организација која се викаше Југотрансплант, на ниво на Југославија. И имаше размена на органи меѓу тогашните 6 републики и 2 покрајни. Ние, како центар, пративме 5 бубрега во различни градови. Во Белград, во Загреб, во Риека и во Љубљана. Во Риека мислам дека 2, бидејќи таму имавме најголема подршка, бидејќи првата трансплантација е направена од доктор Иван Влашки и професор Францисковиќ од Риека. За жал не добивме ниједен. Што е за чудење, меѓутоа тоа е тоа. Важно функционираше таа организација. Значи тоа беше, можам да кажам, многу години пред да се создаде Евротранспорт. Каде сме биле ние како Југославија. После распаѓањето на Југославија, за жал, кадаверична трансплантација замре. Се направи една кадаверична, благодарение на, ајде да кажем, иницијативата на нашиот професор Владо Ѓоргиев, почина неговата, како му доаѓа, жена од жена му сестра. Балдоска. Почина и се сложија да дадат и се направија 2 кадаверични трансплантации. Тоа беше се. Зада 2014 година настана едно возобновување на кадаверична трансплантација, што ми е посебно драго. И до ден денеска имаме направено заедно со тие 22 88 кадаверични трансплантации. Кадаверични, само за кадаверични зборам. Ќе споменам годината, таа година, кога почнавме 2014 година, направивме рекорден број на трансплантации во една година. 41 трансплантации. 29 од living donor и 12 од кадавери, од кадавери. Но најплодна година е, и таа е за одбележување, 21 година, внимавајте, време на COVID. Тоа беше навистина едно чудо. Направивме 28 трансплантации, од кои 16 кадаверични и 12 living donor. Прв пат е тоа во историја на Македонија да имаме поголем број на кадаверични трансплантации отколку living donor трансплантации. Така да, и ќе ви споминам уште еден податок, бидејќи тоа е навистина за одбележување 2013 година ИРОДАТ, тоа е организацијата, светска организација која ги бележи успесите на сите земји кои учествуваат во процесот на трансплантација на сите органи, меѓу кои бубрезите, не рангираше на 9-то место во свет по број на трансплантации и 5-то во Европа, за направени 35 living donor трансплантации. Секако тоа е параметри се взимат на милион жители. Така да оваа приказна навистина треба да ја споделиме со сите. Меѓутоа јас ја кажувам секаде и на сите мои јавни настапи и личните контакти. Меѓутоа тоа не добива некој јавен впечаток, нема некој посебен одзив и ефект, што е за жал. За жал. Сакам да напоменам дека реков дека living donor трансплантацијата е многу одговорна. Ние секој 10 дена до 2 недели, еве Александра, наш анестезиолог, сега е заменик координатор за трансплантација, она е нонстоп присутна со нас на трансплантација како анестезиолог и знае дека на секој 10 дена до 2 недели имаме ние living donor. Тука
организацијата е наша, меѓу клиниката за нефрологија и ние и ја организираме. Меѓутоа, кадаверична трансплантација е организација на национален координатор. И на владата, не само на национален координатор, владата во целост, од каде што треба да се формира еден центар за трансплантација, за организација на трансплантацијата. Од таму да се раководи се, целокупниот процес на трансплантација, за сите, и на ткива и на органи. Така да тоа е она што треба да се направи. Ние имавме една средба и во владата скоро, благодарение на веројатно ова поттикнати од оваа наша трибина што имавме во Охрид. И таму се договоривме, ми изгледа представниците на владата на вистина сериозни во обидот да нешто се направи. Јас им кажав еден пример во Париз, како е организиран. Париз е надвор од Евротрансплант, они се, мислам, Франција е надвор од Евротрансплант, сами си ја раководат трансплантацијата во таа земја и таму има една агенција на биомедицина, се вика. Огромна една зграда, јас бев таму присутен една недела цела. Се организира таму, се, комплетно, ништо не треба ние како крајни извршители да мислиме. Ни ги сервираат пациентите, ние само наше да оперираме, ако знаеме да оперираме. Така да знаеме, покажавме дека знаеме за разни области. Тоа е идејата. И ова што треба да го правиме е токму тоа, што го кажа и претходните говорници, да не се повторуваме, да се зголеми свесноста и да се намалат, како што кажа Жан, тие негативни влијанија што се вистина ги имаш. Секакви, ја немам Facebook, не читам тоа, меѓутоа веројатно има и так негативни коментари. Секогаш има така наречени добронамерници, унаводници. Така да тоа е она што треба да го постигнеме со ова. Мислам дека можеме, еве, докажуваме дека можеме да го постигнеме. Само напред. Благодарам. Тука морам да споменам дека без масова трибина немаше да е реализирана. Па добро, еве, како најискуси целокупниот процес на трансплантација, да ги кажеме бројките дека Македонија може. Може. Ајде, се надеваме дека... Па да ви кажам и уште нешто. На сите оние конгреси што учествувам и на сите разговори, јас немам податок, не сакам да ги кажам земјите, обкружувањето. Само Хрватска е пред нас и Словенија. Други вид немам податоци. А ја ги кажувам сите, транспарентно, на сите конгреси. Бројките ги кажувам. Еве, во основа вчера почна и тато со трибини, најнова информација на Министерството за здравство. Си ја организира. Дали завршите? Благодарам да тоа. Професор доктор Бети Тодоровска, прашање и за вашиот дел од клиниката за гастро. Колку пациенти се на листата за трансплантација на црн дроб и колку трансплантации се направени досега во Македонија од кадавер? Благодарам, Ирена. Најпрво го изразувам повторно моето задоволство, како и на прошлата трибина што се одржа во Охрид, за организирање на ваков тип на настани, кои што се надевам дека ќе придонесат за зголемување на бројот на донори, со што и ние би можеле да ја оствариме онаа цел, односно да им помогнеме на сите пациенти кои што се наоѓаат на нашите листи за трансплантација, тоест конкретно за црн дроб една листа, е тоа национална листа, за да може да се пружи повторна шанса за живот на тие пациенти. Што се однесува до трансплантација на црн дроб, говориме и за кадаверична и за ливинг донор трансплантација, како што каже и професор Дохчев, што се однесува до бубрезите, што не е случај кај срцето, така. Во Македонија најголем број досега биле трансплантации од жив дарител. Години назад зборуваме. Вкупно трансплантирани се околу 55 пациенти, од кои што 40 се од жив дарител, а од прилика од кадавер се околу 11 трансплантирани. Последните трансплантации кои што беа од кадавер, кои што започна од 2022 година, практично се одвиваат во нашата земја. Сите останати трансплантации предходно
беа надвор од нашата држава, меѓутоа за среќа веќе можеме да зборуваме и за наши искуства и во план е да се започне со трансплантација од жив дарител во Македонија, со што ќе се заокружи фактички потребата и од едниот и од другиот тип за трансплантација. Зошто е важно да може да функционираат и двата типа за трансплантација, бидејќи дел од пациентите имаат соодветен дарител, значи каде што имаме блиско лице со нивна идентична крвна група, меѓутоа за жал дел немаат свој дарител и тие мора да се најдат на националната листа за трансплантација од кадавер. Затоа, ако не постои орган од родителството, значи не можеме да зборуваме за таков тип на трансплантација. Минатата година е веќе ја земаме, 2025 година. Во Македонија се направија 2 кадаверични трансплантации на црн дроб и 20 пациенти испративме за трансплантација од жив дарител во друга земја. Дали е тој број доволен? Се разбира, не е доволен. Ние на листата имаме отприлика околу 15 пациенти кои што имаат потреба од трансплантација на црн дроб, со тоа што тие бројки се променливи, меѓутоа и никогаш не можеме да предвидиме кога ќе се случи ситуација да имаме акутно црнодробно попуштање, кога навистина треба брзо да се реагира, за да може да се спаси тој живот. Еве, минатата година ни се случи тоа, за среќа се најде дарител за да може да биде практично жив дарител и пациентката ни се спаси. Меѓутоа, да не се случи, да немавме жив дарител, тоа лице немаше до сега да биде жив. Затоа е многу важно да работиме на оваа тематика, што повеќе вакви трибини, што повеќе разговор со сите, не само со пациенти и фамилии на пациенти, него со општата народна маса, да се објасни што значи овој процес и едноставно да тргнеме напред. Само така може да постигнеме нешто. Кој е младиот пациент на листа? Во моментов најмладиот пациент е 16 годишно момче, кое што има и потенцијален дарител, така да веќе ги правиме сите подготовки за трансплантација од жив дарител. Бидејќи тука многу време за чекање немаме. Дај Боже да имаме за кратко време дарител кој што ќе ни обезбеди да понудиме можност за кадаверична трансплантација, меѓутоа кај некои пациенти едноставно немаме време за чекање. Да, кај вас нема друго решение, точно. Кај нас за среќа, ако се најде некој од семејството, имаме опција 2. Да, благодарам. Следно прашање за доктор Емилија од Клиниката за гастроентерологија. Кои се испитувања се потребни за еден пациент да се постави на националната листа? Истото прашање практично од професорот Јовев, дали само се прават ХЛА или има и некои други анализи специфични за црн дроб кои треба да бидат направени и колку време одзема тој процес од клиника? Добро вечер на сите пред мене и уште еднаш благодарност Ирина за поканата и честитки за оваа иницијатива. Се надевам дека ќе го подигнеме нивото и на не само на информативност, него и на свесност на популацијата во однос на овој проблем, односно една тема која што засега е проблематична. Што се однесува за поставување на пациентите на национална листа, пред се морам да напоменам да се надобрзам на доктор Веди, дека тоа се пациенти кои што немаат можност, односно да добијат орган од жив донор и тогаш отпочнуваме со испитувања за поставување на нашата национална листа за трансплантација од кадавер. Најбитно се започнува со еден разговор со пациентот и семејството на пациентот во однос да се образложи каква е постапката и кој е процесот нели на
трансплантација и посттрансплантацијскиот период. Потоа пациентот секако дека потпишува информирана согласност и потоа веќе може да тргнеме со делот на испитување. Во однос на HLA типизацијата можам да кажам дека ние имаме еден привилегиран орган во однос на имуногеноста и кај трансплантацијата на црн дроб не правиме HLA типизации. Зашто? Затоа што самиот орган има бројни клетки кои што и декако се потентно имуногени, тоа се буферовите клетки, клетките убици, Т-б лимфоцитите и така натака. И вториот момент е тој дека црниот дроб секојдневно се на некој начин се соочува со антигени од различни етиологии кои што влегуваат во неговата циркулација и затоа сметаме дека нема толку висока нема толку висока да кажам стапка за отфрлање во однос на бубрек, коскена срцевина и така натака другите органи и срце, да. Започнуваме со наједноставните анализи, а тоа е лабораториските анализи за проценка на црнодробна функција, потоа ултразвук, да се види каква е морфологијата и потоа правиме секако компјутерско снимање на абдомен, кој што е важно за хирургот-трансплантолог кој што ќе води таа операција, најмногу за поставеноста на крвните садови, односно потенцијални аномалии, вродени тромбози некакви на крвните садови, за креирање на анастомозите кои што се потребни, потоа правиме проценка на срце, ехокардиографија, доплер на периферни крвни садови, на каротиди, правиме секако вирусни маркери, односно хепатити, од останатите вируси Епштен-Бар и цитомегаловирус. Тоа е она, да кажам, што е најнеопходно за овој вид за кадаверична трансплантација. Секако пациентите кои што одат на living donor имаат малце поопсежни анализи. Доаѓаме до крајот на нашата година. Сега е ред да го слушнеме и ставот на верските заедници. Почнува со господинот протор ѓакон Драган Георгиевски, представник од Македонската православна црква. Каков е ставот на црквата по однос на посмртното домајство? Најнапред да се заблагодарам што ме поканивте и ве бидам представник на Македонската православна црква през Панско-Пелагониската епархија. Сакам да искажам најголемата почит од вас лекарите, значи длабок поклон кон вас кои стоите над отворени срца, се сочувате со судбини во кои што и ние сме дел често пати, и кога е во фазата на живот, кога и фазата на смрт. Вие сте еден вид Божи соработници и навистина треба да се искажи таа голема почит кон вас, бидејќи не е лесно, еве како што стигнавме да се разговара со роднините и да се спасува човековиот живот. Најголема почит и поклон кон они што донирале органи, бидејќи тоа е највисок степен на човеколюбие и жртва, љубовна. Исто така би посакал сите оние кои чекаат орган да си го добијат и да настапи мирот кој го дава Господ, мирот Божи. Јас само би сакал, прашањето беше за донирање на органи од починати, јас би во своето кажување би опфатил и едниот вид и другиот вид, така на брзински и потоа на брзина се може ги образложи. Значи, во секој случај црквата поддржува слободна волја, доброволно донирање на органи, така што и ова кога семејството одлучува може да биде и прифатливо, но никако да биде со еден вид на по силата на законот. Оно што е благословено од црквата е да се има целосна почит кон телото. Телото е свето и создадено од Бога, ето како е свето и важно и за семејството, вие знаете. Сте виделе мајка кога ќе почине некој, како таа го брани со своето тело. И
може би причините зашто еве има проблеми со донирањето на органите е и тука некаде во тоа чување на саканото суштество, човек, лично со име и презиме и живот. Значи, црквата дозволува донирање на органи и то исто од жив донор со секако согласност, без присила и така натаму, но исто така и на починок. Но за православните теолози и за црквата многу е важен утврдувањето на моментот на смртта. Тука слушнавме дека колку е таа постапка значи да биде верификувана. Честопати еве се гледа дека значи законодавецот и се потрудил тоа да го направи, бидејќи да не дојде докторот да биде само заштитен од законот, оти на вистина станува збор за голема работа. Токму еден од проблематичните делови е токму тој проблем, точното утврдување на смртта, бидејќи во она што се случува, што се прати, има одредени дискусии и вие самите тоа го знаете. Што се општо кажано, сега да речеме дека секое дарување на телесно ткиво е само жртва. И тоа е потполно исправно ако таквиот чин го сметаме како чин еднаков на Христовата жртва, на крстот, како најважен момент на љубовта Божја од Бога кон луѓето. И христијаните знаете дека еве ние и се надеваме и така живееме и веруваме дека секој човек го гледа Господ во другиот. И така треба да бидеме и да делуваме. И оваа трибина ете така и да ја разбереме, но за жал ние би сакале сите да се на тој степен во духовниот живот да ја има таа љубов, таа мера на саможртва Христова, но е во она што вие тука го кажувате, тоа навистина е тешко. Оваа љубов кон ближниот не, мислам, научени сме од Господ. Тој вика, нема поголема љубов од она кога ќе го дадеш животот свој за ближниот. 60 и некоја година беше, 60, имам тука запишано, 67 е првата трансплантација на срце и оттогаш црквата го прати не само нашата, туку општо целиот свет и католичката, и исламската заедница. Сите беа зачудени со таа една новина да се пресади човечко срце и навистина тоа имаше доста и истражувања и анализи и така натаму. И мора да кажеме дека став еве за ова го слушнавте постои, иако тој не е уединечен, например, кај сите цркви, но не е синхронизиран со истите зборови буквално, но ставот кон дарувањето на органи, посебно еве кон ова брашње што ме прашавте, е позитивен. Можам да кажам примери дека еве некои помесни цркви кои има дури документи од своите синоди кои го поддржуваат донаторството. Не е учтиво да се откриват големите жртви на некои за кои што се знае дека од архиереите и од свештенството се со нотар го завештале телото свое како за донација на органи. И она што еве вака подготвувајќи се и многу ми е мило што еве повторпат ве гледам вака, бидејќи имав можност да ја пративте претходната трибина од Охрид, така подобро да ве запознам. Многу е интересно што сите овие законските принципи за донација на органи се поклопуваат со оние ставови кои што еве и црквата ги поддржува. И ќе да скратам сега, бидејќи доста слушавме, само нешто сакам да кажам.
ова е еден како за нив такав, малку да не е податок. Кога Христос дојде, тој својата проповед не ја правеше само со зборови, туку ја правеше и со лекување. Полно Евангелието со излечени луѓе. Но исто така има еден интересен податок дека 3-4 век, ако ги познавате тие светителите Кузман и Дамјан кои биле лекари, постојат податоци во нивното житие дека извршиле трансплантација на колено од починат човек на здрав човек. Сега тоа во 4 век се случило, како тоа било, вие може ве се подсмеват лекарите, но тоа е интересен како еден факт. За црквата е тој другиот аспект поважен, квалитетен духовен живот. Или може би не живот по секоја цена, бидејќи за нас нема А, Б, туку после Б продолжува вечниот живот и тоа би требало од надеж да ни дава и вас, на лекарите, и нас тука присутните, верата во Христовото воскресение. И може би, ете, за крај еден би бил најадекватен поздрав што би давал утеха и радост, да речеме Христос воскресе. Бидејќи, еве, според учењето на светите отци, свети Григорий Ниски, свети Јован Дамански, а и вие знаете, вие секој ден се соочувате со смртта, и вие лекарите и пациентите, дека животот и смртта се испреплетени. Човекот живеејќи умира. Но нашата надеж е во воскресението, во животот вечен, и тоа би требало да го донеси тој духовен мир. Ви благодарам. Во однос на ставот на исламската верска заедница, прашањето е насочено кон муштијата господин Амид Расимовски, представник од исламската верска заедница. Кој е ставот на исламот во однос на ова прашање? Добро вечер да сте. Во име на Бога, милостивиот, премилостен. Најпрво ја поздравувам ова иницијатива, овој собир, ова трибина или ова панел дискусија со присуство на врвни професионалци, доктори, сите вие присутни кои сте овдека, начело со организаторот, почитуваната Ирена, по тоа што обидовме во Струга собирот, денеска и во Битола, односно вечерва и во Битола. Нормално дека Бог го створи човекот и човекот има обврска да се грижи за себе, но и да се грижи и за другите. Така да во Куранот, односно во Светата книга, ќе најдеш многу цитати каде Бог зборува за човекот, како го створил, дека тој е створен во најпосовршена форма, дека човекот е наместник на Бога во земја, односно на Аллах. Исто така, во Куранот, односно во Светата книга, ќе најдеш каде Бог вели, односно Аллах вели, кој ќе спаси еден живот, како да спасил едно човечарство, еден цел народ. И што е најинтересно, овој цитат се наоѓа во поглавието, третото поглавие во Куранот, а тоа е името Маиде. На превод во македонски значи ова маса или овој собир. Фактички дискусија во една тркалезна маса или во еден собир. И не случајно е овој цитат најден во ова поглавие во Куранот. Исто така пророкот Мухамед, спасот и мирот на Аллах да е над него, вели се додека човекот му помага на луѓето и Бог ќе му помага него, односно Аллах ќе му помага него. Што се однесува до конкретната тема на вашето прашање околу донирање на органи
по смртта, исламските научници, иако ова е тема со напредување на медицината, на технологијата, порано немало вакви ситуации, исламските научници на неколку совети, Академскиот совет во Мека, собран на научници, дискутирал околу ова тема, во еден од најстарите универзитети во светот, во Каиро, Египет, во Езер, дискутирано е на ова тема и донесени се заклучоци со услови кога може да се донира орган од жив кон жив и од мртов кон жив. Така да, во суштина, научниците ова го дозволиле со некои услови кога е жив донорот и исто така има услови кога донорот е умрен, односно постмортум, после смртта. Бидејќи темата е повеќе и прашањето е конкретно постмортум, после смртта исламските научници навеле точно и прецизно тоа да не биде клиничка смрт, него утврдена целосна смрт и тогаш веќе настапува одговорот на прашањето. Во ситуација кога човекот оставил тестамент дека после мојата смрт ги подарувам органите, хумано, за доброчинство, без надоместок, без наплата, тоа е дозволено. И во исламот тоа се смета како трајна милостина. Се додека во исламот учење, исламското учење не учи на овој начин, дека човекот кој ќе подари после неговата смрт орган на некој да му го продолжи животот, да живее, се дека тој го користи неговиот орган и живее, секој дело, секој момент од неговиот живот што го живее, него му оди награда иако е умрен. Му се пишуваат добри дела. Така е начинот на кој се изразува во исламското учење. Ние го нарекуваме садека џарие трајна милостина, што значи доаѓа наградата, добрите дела и после смртта него му се запишува. Исто така се напоменува при донирање на органот, постмортум, ако тој не оставил тестамент, може семејството, фамилијата, блиските, туторот кој е надлежен за него да даде согласност за да се донират органите. И тоа е дозволено во тој случај, во случај да оној кој умрел, односно мртвиот, нема блиски и не се знае кој е тој, не се познава, не го познава тој, нема кој да даде согласност за донирање на неговите органи, тогаш исламот, односно научниците при нивните конференции, академски, кои ги направиле, велат на овој начин одговорот. Те треба да биде. Надлежниот, ако функционира во едно место, исламското право, тогаш за тој човек дава согласност првиот човек на држава. Во нашата држава, кој е одговорен, дали министерот за здравство или било кој соодветна личност треба да даде согласност за да се земат органите од тој човек. Исто така се напоменува при земање на органите од мртвиот не смее да се оштети телото на човекот. Бидејќи треба да се има почит како према живиот, така и према умрениот. Затоа пророкот Мухамед алейхиссалату веселам, нека е спасот и мирот Божи на него, вели: не смеете на умрениот ако го останала искривена рака или нога да му ја скршите за да се исправи, бидејќи треба хумано и човечки да се однесуваме и према умрениот. Ово е ставот на исламските научници околу вашето прашање и во кога е жив човек има право да донира, нормално со услови како што беа напоменати, гледав и законите во нашата држава се речи така, истите, нормално дека е неопходно да биде, дека да се согласува, да нема профит, да нема продажба и докторите, комисија на доктори да одлучат дека сигурно е потребно за овој човек да се донира и дека ќе биде успешна трансплантацијата, не да биде во предпоставки или не да биде несигурно. Исто така ќе се надоврзам околу колегата, бидејќи верата е универзална и кога ќе ги читаш Божите закони или
Куранските цитати, се извинувам, ние ожите многу предаваме, сега и Рамазан, ние ностоп држиме секоја вечер по 30 минути предавање, така да и високотонци сме малку, да не ми замерите. Верата е универзална и секогаш е во согласност со времето. Односно и времето и технологијата и научните откритија се согласуваат. Верата никогаш не кажува нешто што е неприродно или неприфатливо за човекот. Тоа е се во корист за човекот. Затоа и Бог вели, се што сум створил во корист да биде на човекот и во услуга на човекот. Така да секој пророк, овде ќе заокружам, секој пророк, во времето на секој пророк имал некое надприродно дело. Овдека ме подсети колегата, според исламското учење, во времето на Исус, односно Иса алейхиселам, било многу совршена медицината. Така да Бог го прати Исус со надприродно дело во аспект на медицината, каде тој ги лекувал слепите и ги оживувал мртвите во одредени ситуации за да докажи Божјата сила, односно Аллаховата моќ. Уште еднаш ви благодарам. Се надевам дека успешна ќе биде ова трибина или овој состанок или овој собир. Верувајте дека каде што има слога, народно кажано таму и Бога, каде што сите заедно ќе бидеме, сите заедно ќе придонесеме во некои работи, тогаш ќе имаме успех, а тие дека ќе има кои пречат или некои луѓе или по медиум или по портали сакат да ги минимизират делата на големите луѓе, тоа секогаш било и во време на пророците и ќе биде и секогаш до судниот ден, но тоа не значи дека ние треба да застанеме и да не напредуваме, односно да не бидеме активни и успешни во нашите професии, односно во нашите активности. Ви благодарам. Почитувам представник Дон Томаш Барт, жупник од Католичката црква од Битола, во оваа насока. Истото прашање е и за ставот на Католичката црква по однос на постсмртното домојство. Јас ќе бидам многу краток, поради тоа дека сум тука странац и не секој разбира полски. Католичка црква поддржува органи, дарователство и во катекизам на црква католичка пишува дека е тоа добро дело кој ние можеме да извршиме и помогнеме на другиот човек. Така да, што се тичи од католичка црква, од нашата заедница, секогаш поддржуваме сето тоа што е добро за човека. Живкој барзо. Благодарам и последното прашање за ова вечер, пред да го отвориме делот за прашање од публиката, е насочено на господјата Маја Горјанова, која има една неверојатна приказна кога е во прашање донирањето од жив дарител. Накусо, ако можете да ми ја споделите својата животна приказна, која навистина е мотивирачка и вреди да се сподели. Што беше она што ви даваше најголема сила во текот на целиот процес на подготовките и самата операција, знаејќи дека на тој начин го продолжувате животот на вашето собствено чело? Или другото, Маја е донор на дел од црниот дроб, дарувајќи на своето дете. Навистина ми е чест. Извини, Маја, стани малку, не те гледам на това. Да застана. Маја, херој треба да стане. Чест ми е да сум вечер тука, особено покрај толку многу стручњаци, извинете, и вас да ве гледам. Приказната не можам никогаш накратко да ја раскажам, можам 10 години ја раскажувам, сите мои пријатели, блиски, колеги, колешки, роднините се запознаени, ма ете прв пат да речем избувна во јавноста. Во Турција веќе беа интервјуирани, таму беше исто познато, кој што беше и трансплантацијата. Па вака, ќе се потрудам што можам пократко. Ќерка ми се роди без жолчни канали. Да се дојде до дијагнозата и да се открие што и како е, во меѓувреме доби оштетување на црниот дроб, цироза, што мораше и водеше само кон нитна трансплантација. Единствено решение беше од жив донор.
Направивме на детска хирургија некои хайлайтизации кои подоцна во Турција кога бевме, ни рекла дека само треба иста крвна група. Интересното е што и мажот ми, јас бевме, сопругот и јас бевме иста крвна група, ама јас нормално инсистирав дека сакам јас да сум донор. Па така после 2 неделно во Центарот за трансплантација во Истанбул, болницата се вика Медипол, со 5000 вработени, огромна, како вселенски брод, не знам. После 2 недели интензивно испитување паралелно на ќерка ми и мене, од компјутери, од магнети, од вирусни панели, такнели крв, и докторите ни соопштија дека од 2 дена ќе биде трансплантацијата. Тоа се случи 2015 година. Ќерка ми имаше само 7 месеци. Трансплантацијата траеше 10 часа, комплицирана нормално, пошто сепак таа беше бебе и не се знаеше дали ќе издржи. Меѓутоа, со верба голема пред се, јас кога имам тежок предизвик во животот, прво во умот ми е дека ќе успеам по се, а после нормално поддршката од семејството и од пријателите. Ирина е сега 11 години, има сестра близначка, значи кај нас се беше нормално, направивме таму испитувања. Живее со имуносупресивна терапија. Доброто е што остана само на неа, пошто првично примаше 12 видови на лекови, буквално на секој сат, и замислете колку е тешко една беба од 7 месеци да му дајте терапија. И моментално само на имуносупресивна терапија правиме редовни контроли, редовни испитувања, редовна терапијата. Супер е, имавме некој ups and downs што ги велат, меѓутоа никогаш не се откажувам. И јас силно поддржувам органодарителство, буквално од интензивна нега во соба кога ме однесоа, станав и другата ќерка ја држев, пошто и таа беше со нас, ние бевме цела фамилија. И многу сум среќна пред се што ете се најде начин за ќерка ми да остане жива со жив донор. Да ти замислете, тоа беше последната шанса. Ако не беше тоа, немаше да биде живи. Ако сакате, можете да ме прашате слободно нешто. Маја, јас сакам да те напратам пред 11 години, еве новинарски, зошто овде кај нас во Македонија не можеше да се изврши таа трансплантација, бидејќи ние како родители поминат цели школготи. Ние се многу поднички, толку така, многу административни процедури, многу болнички ходници поминавте. Тука немаше шанса така пак да изборат во Турција и дали од денешна перспектива овде тоа може да се изврши, зошто не ја? Да, овде ние лежевме на детско гастро, нормално прво не можеше накраја сите, мислам, општо познати испитувања, вирусно, нели хепатит А, Б, било како, меѓутоа почна докторите да се сомневат дека нека обструктивна причина е кај Ирина. Накраја биопсија, тогаш уште немаше цироза. Сето тоа траеше многу бавно, што нормално време, ресурси, закажувања, прегледи, сега ваму, сега на магнет, ај уште еднаш на магнет, многу е тешко и долго во болници. Значи, после тоа се заангажирав и јас малце, да речам, сама. Ми рекла дека треба да се направи на ќерка ми хидаскен, пошто јас се консултирав со детски хирург. Требаше да се направи хидаскен. Во Македонија нема реагенс нормално, а без тој хидаскен не може да ја отворат. Тие сакаа да ја отворат експлоративно на детска хирургија, пошто не може да се види на ехо, не може да се фати на магнетна резонанса, не може да се види што е таа обструктивна причина. Јас лично на интернет контактирав нуклеарна медицина во Ljubljana и ме поврзаја со доктор по нуклеарна медицина, ми се јавив телефонски, му објасни што е работата и дека не можеме да најдеме дијагноза, дека лутаме. Докторот се согласи од прва да ми пушти
скида реагенс преку DHL пошта. Меѓутоа само ми кажа дека мора да е на клиника, пошто тоа не може на приватна, нели? Па во меѓувреме јас се договорив со приватна клиника, направивме таму хида скен и веќе се виде дека Ирина нема жолчни патишта. И тогаш на детска хирургија ја отвори експлоративна, веќе имаше, пошто чекавме нели да се дојде до диагноза, веќе имаше добиено цироза 90% од органот. И тогаш да речем ми соопштија дека мора хитна трансплантација. Почнаја административните трки, барања со фондот за здравство и така за хитна трансплантација ние по 1 месец заминавме за Истанбул. Дали ова се прави во Петегас во Македонија? 2015 година, јас колку што се сеќавам не се правеше. На деца барем знам мали, а сега ете 2022 нели професор ми кажавте дека се правеше. Да, за 2022 започна трансплантацијата од кадавер, меѓутоа за адултна популација. За деца се уште не е започната, а во однос на living донор треба допрва да започне со тоа што за living донор трансплантација е потребно да има обучен 2 тима кои што истовремено ќе работат и на донорот и на реципиентот и за тоа е потребно поголема стручна обука на персоналот кој што ќе биде инволвиран во таа трансплантација, меѓутоа јас се надевам дека за брзо време и тоа ќе започне. Да. После тоа се запозна да речем со многу пациенти што исто така на странство трансплантација на црн дроб во нашата клиника во Истанбул беше одредена. И убаво сам за мене лично многу убаво што контактираме, се помагаме. Ирина имаше уште едно преживување во 2019 поради имуносупресивите што ги пиеше, доби посттрансплант лимфопрофилератив дизиз или non-Hodgkin лимфома. За жал имуносупресивите, меѓутоа нели тимови согласност на тимот за трансплантација на гастроентеролози одлучија и сега Ирина е на друг имуносупресив, беше на такролимус, сега на everolimus. И ете, добри сме, супер е порасната. Да, затоа и се важни редовни чести контроли за да на време се откријат сите тие компликации и да се интервенира. И Турција одиме, кој што барат и таму да тие бараат 2 пати годината, меѓутоа малце потешко. Добро, јас не можам да говорам за педиатрискиот дел, бидејќи ние сме сепак нашата клиника е одговорна за адултната популација, меѓутоа кај нас сите пациенти кои што се трансплантираат надвор од нашата земја, понатака го продолжуваат комплетното исследување и следење на нашата клиника. Ретко кога има потреба за некаква дополнителна консултација со надворешните лекари. Ту сакам да кажам што не се прави концентрација на everolimus во Македонија, сега мораме да одиме во Истанбул. Сега започнуваат и ќе се прави. Да, сега ќе започне, да имам информација дека на фармација ќе започне. Да, таму правиме запштен вирус, во ДНК и за цитомегаловирус. Благодарам многу. Дали има нешто нејасно, дали